Потписите за СДСМ беа дадени под услов да се спроведат точките од така наречената тиранска платформа и да се донесе законот за употреба на албанскиот јазик. Од дуи уште еднаш потврдија дека договор околу платформата има, а тој е практично причина за давањето на нивните потписи. Артан Груби вели дека со тоа што одбиле коалиција со ВМРО од ДПМН покажале како партија дека немаат багаж или обврски кон никого. Од СДСМ се уште на став дека повеќе за нив не постои платформа на албанските политички партии, туку програма на владата, и покрај тоа што од нивниот иден можен коалиционен партнер ДУИ пристигнуваат изјави дека овој документ, потпишан од лидерите на партиите од албанскиот политички блок, е услов за можно идно коалицирање. Vetë dëshmia që ne dolëm me 29 janar dhe i thamë jo koalicionit me VMRO dhe PMN, thamë që nuk kemi hipoteka as me njërën palë, as me tjetërën palë. Dhamë në shkrimet vetëm me kushtin e marrjes së pranimit të plot për pikat e përveçme të deklaratës shqiptare si dhe ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Nuk kemi diskutuar për ndarje postësh për arsye se, si tha dhe zoti Musliu, ato janë të një rëndësie jo të veçantë për ne, rëndësie dytësore, ndarja e pushtetit, ndarja kulacit siç e quani, po për ne është me rëndësi të miratohet ligji për gjuhën, të zbatohen pikat e përveçme të platformës. Токму тиранската платформа е причина за незадоволство меѓу граѓаните кои секојдневно протестираат, но и меѓу дел од членството на СДСМ. Ова го тврди поранешната пратеничка Солза Грчева, која смета дека со појавувањето на платформата по изборите, практично и реално на маса било ставено нешто за што граѓаните не гласале. Неопходно е да се дискутира за оваа платформа и неопходно е во една ситуација кога е поставено како услов за формирање на влада, а знаеме дека сите се декларираат горди демократи, тоа да си го носат сите во своите партиски кратиници, сите да отстапат и да направат некаков компромис, да имаме една здрава влада. Па албанските партии, не да биде на релација препукувањето цело време Социјалдемократски сојуз и ВМРО ДПМН, туку и албанските партии да отстапат од нешто што и го извадија после изборите. Во меѓувреме продолжуваат секојдневните протести во повеќе градови низ земјава против прифаќањето на платформата, а во собранието се зголемува притисокот со цел конечно да се соопшти на јавноста што е, а што не е прифатено од оваа платформа.